Во Источна Македонија од попладнево почнаа интензивни снежни врнежи. Техничкиот директор на регионалната подружница на Македонија ПАТ во Штип Кире Коцев вели дека екипите со механизацијата се на терен и патиштата низ Источна и Воисточна Македонија се проодни, а сообраќајот се одвива по влажни коловози. Но Коцев предупредува дека можни се одрони од карпи на неколку патни правци. Минатата година неколку тонски карпи го блокираа сообраќајот кон Македонска Каменица и Делчево, со што жителите на крајниот исток мораа да го користат патот преку Бигла. Можни се и појави на одрони, посебно на делниците кои од Кочани спрема Делчево, како Виница Берово, бидејќи температурите во моментот се веќе над нулата, што значи могуче да се појават и одрони. Али сега за сега немаме такви проблеми, не значи дека неки има, но се надевам дека сепак нема да имаме, бидејќи се најавуваат врнежи кои ќе продолжат во ноќните часове, а и исто така и утре. Коцев истакна дека како регионална поддржница се екипирани и имаат механизација која е застарена, но сепак постојано ја одражуваат, а ангажирани се и трети лица, односно фирми, кои со нивна механизација помагаат во расчистување на снегот од коловозите и фрлање на абразивниот материјал. Што се однесува за сол и ризла, за абразивниот материјал, имаме моментално во долни количини, за неколку брана, што не значи дека ние продолжуваме и понатаму да набавуваме. Сукцесивно како ја трошиме, така и набавуваме солта и ризлата. Од Македонија ПАТ на возачите кои ќе патуваат по регионалните и магистрални патишта низ Источна и Воисточна Македонија им препорачуваат да внимаваат на клисурите, како и на мостовите, бидејќи тие први се замразнуваат, брзината да ја регулираат спрема условите на патот и да ја почитуваат патната и сообраќајна сигнализација.